Почитувани, нов ден, старо нов скандал, а сето ова додека Филипче бил министер за здравство. Во периодот од 2018 до 2022 година, кога Венко Филипче бил министер за здравство, оштетен е буџетот на државата преку измама од над 2,2 милиарди денари или над 35 милиони евра. Вчерашната одлука на основното јавно обвинителство за завршување на истрагата за случајот онкологија, каде што се поднесени кривични пријави на две лица, поранешни директори во онкологија Нино Васев и Нехат Нухи, а ќе се водат истраги против лекари кои биле вмешани во случајот, додека омилениот обвинител на СДС и ДУИ, Гаврил Бубевски, не покренува истрага против Филипче, иако Филипче самиот директно или индиректно има дозволено системски башибозук и непочитување на 60-тина законски одредби. Според членот 295 од Законот за здравствена заштита, каде што се вели, цитирам, надзор над законитоста на работата на здравствените установи врши Министерството за здравство, што значи дека Филипче бил директно одговорен за истото. Одиме понатаму. Го прашуваме Филипче, а обвинителството треба да истражи, а не да затвора случај, дали Филипче знаел дека не се дава онколошка терапија и дека одреден дел се крадел и според информациите кои се во јавност продавани дури на црниот пазар во Косово. Дали Филипче имал преглед дека немало следливост на онколошката терапија или бил соучесник во истите. Исто така, Филипче да одговори за долгот на онкологија од 12 милиони евра. И да не заборавиме, дали сето ова што се случуваше на онкологија беше само за компаниите блиски до Филипче да продаваат лекови и терапии по екстремно високи цени за граѓаните кои треба да примаат онколошка терапија. Огромни пари се исцедени од буџетот на државата токму во периодите на власт на Филипче. Филипче мора да одговара за секој еден случај кој што е поврзан со него. Доста е криење по партиски штабови и состаноци со неколкумина поттршковци кои седат до некои го снимаат само за да не излезе во јавност и да ги избегне нашите прашања. Филипче е синоним за криминал, корупција и неспособност. Ви благодарам, доколку имаме прашања, повелете. Да, почитувам докаде се разговорот, мислам, на кандидатите за градоначалници во сите градови и во сите општини во Македонија. Дали е одлучено некој име кој ќе биде кандидат за различни општини? Благодарам на прашањето. Во тек се на трепартиски анализи, како што кажавме, околу 85% од кандидатите за градоначалници и идни градоначалници на општините ќе бидат некаде соопштени до крајот на мај. Така. Во крајот на мај би тоа е дали можете некој име барем, дали ново, дали актуелно кој што ќе продолжи со уште еден мандат ќе кандидира, дали можете да ни соопштите барем некој, например ако е Газибаба, може да се продолжи Вован или други имиња? Не би сакал да лицитирам со имиња, сепак ќе оставиме уште малку период има до крајот на месецот, така да ќе има извршен, ќе има централен на партијата и таму ќе бидат донесени одлуките за кој ќе биде иден градоначалник на секоја општина во Македонија. Дали сте имали разговори со Знам или со Влен, например за Куманово и Кичево конкретно? Дали имате таму кандидат? Во тек се преговори, се разговори со владините коалициони партнери за потенцијални кандидати за градоначалници во одредени општини, така да ќе оставиме на времето, сепак би сакал да помине извршниот комитет, да имаме и централен комитет на партијата каде што ќе бидете вие преку јавноста известени. Повелете. Пристигна едно прашање до Центарот за комуникација на ВМРО-ДПМН за тоа како ќе постапи партијата во ситуација кога се укинати 2 члена од изборниот законник, бидејќи се појавува правна празнина и што треба да значи ова за престојните локални избори? Благодарам на прашањето. Точно е дека има правна празнина и се работи на надминување на постоечката ситуација. Благодарам.